Јане Карајованов, еден од најпознатите македонски пливачки тренери и поранешен репрезентативец во маратонско пливање, роден во Скопје, зад себе има повеќе од 2 децени надпреварувачка и тренерска кариера. Меѓутоа ќе позволувам и да тоа се разбира, но до каде е македонското пливање на стапите на европските надпреварувања, па и подалеку, ќе прашаме како стои целава оваа ситуација. Разговараме со Јане Карајованов, меѓутоа тука се и младите пливачи Огнен Славковски за информација од прва рака. Станковски. Токму така, да видиме тие како го доживуваат овој спорт и што прават во овој момент. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Добро утро и добро ни најдов. Еве на почеток така ќе почнеме, како стои моменталната ситуација со македонското пливање? Па да почнеме со убави работи. Тоа е убаво. Значи да, имаме пред крај сме со решавање на долгогодишниот проблем со пливачката федерација, значи покрај долгите години блокирана сметка е веќе претседателот на пливачката федерација во соработка со министерството, а и голема помош од владата ќе дојде до решавање на тој горлив проблем, така што верувам дека пливањето ќе тргне во многу помирни води, во многу попозитивни води и ќе се врати на местото на кое што беше претходно, кое што сите знаеме дека беше еден од водечките спортови во Македонија. Момци, ајде да слушнеме и вашата успешна спортска приказна. Со пливање колку време се занимавате, меѓутоа и за вашите пласмани кои што последниот период ги освоивте? Добро. Јас се занимавам од мое 6-то оделение. Не, од прво оделение, од 6 годишна возраст. Значи, оваа ми е 12-та година веќе како се занимавам со спортот, секоја година е понапорна од минатата. Сега, во овој момент сме во припреми за Европско младинско првенство, за кое заминувам во недела, се одвива во Минхен. Трема? Да. Многу? Искрено да. Не, многу не. До некад имам научено како да се носам со тој стрес, како да го насочам во добри резултати и што го сметам за голема предност моментално во текот на пливањето. Трема мора да имате одговорност практично. Што ви имате време за утрински гостувања и не почастувате всушност со вашето присуство, значи дека има стрес периодов, меѓутоа дека сте во добар ритам. Како изгледаат деновите пред вакви големи представувања? Што е дел од вашата секојдневна рутина? Секојдневна рутина са беле станување рано за тренинг, мала ужина. Колку рано? Дали сме исто рано? Ако е седам тренингот, од 6 стануваме. Добро. Ние малку порано стануваме, меѓутоа може да се клопите во екипава. Мала ужина, после тоа на тренинг, од 7 до 9, зависи километражата, зависи од се. Дома, јадење нешто здраво, подмарање, спремање за вториот тренинг, навечер. Ја не имаме ли нова генерација млади пливачи кои може да го обедат образ за тебе? Најпрецизно праша. Па да, како да кажем, овие пливачи се направени во лоши услови. Значи навикнати се на тешко, навикнати се на услови кои што не се нормални за европските држави. Значи тоа дека се поиздржливи даваат повеќе резултати. Точно тоа беше и поентата на сето ова. Значи имаме генерација што стварно, да кажеме, талентирана, стварно може да покаже доста на европска сцена. На таа генерација и фали, значи поддршка, и фалат припреми, и фали сето тоа што нормални спортисти го имаат надворот од нашата држава, меѓутоа ние сме навикнати да работиме во такви услови. Не знаеме како се работи во, да кажам, нормални европски услови, но ете, пак имаме деца кои што исполнуваат критериуми за големи надпреварувања, присутни сме веќе на тие надпреварувања, така што можам да кажам и на такви надпревари нашите деца се во половината од државите кои што настапуваат во соодветните дисциплини и тоа е за поздравување. Да кажам дека е многу голем успех не, затоа што бевме навикнати на многу поголеми успеси претходно, но еве се враќаме полека. Еве паралела вашите почетоци и почетоците на овој генерации. Не, значи не можеме да ги споредиме. Не може да споредиме. Сега како тука вие успевате да го тргнете тој песимизам кој што мора да постои за тоа што знаете како било, како е сега, да го тргнете и во тренирањето и работењето со нив, да им внесете секако амбиција, страст кон тоа што го прават и да ги одржувате на некој начин во однос на нивната мотивација. Добре, да им влеете. Да. Па пред се имаме голема поддршка од самите родители. Значи овие деца се, да кажам, на базенот присутни сами поради тоа што родителите се составен дел од оваа цела приказна. После тоа
нели самата Ништо без нив. Да, без нив ништо. Меѓутоа, после тоа и самата нивна желба и да кажам, резултати ги потикнуваат да работат што повеќе. Еве, последните неколку години имаме поддршка од Министерството за спорт и од министерот Борко Ристовски. И сето тоа вроди со плод, значи веќе имаме неколку надпревари во кои што сме во самиот врв во трките. Очекуваме да кажам и поголеми резултати од некои деца. Не сакаме тоа да биде притисок на самите деца, но некогаш и треба да се соочат со самото тоа. Работиме сите сложно, да кажеме, еве веќе неколку години сите сме заедно на иста страна, иста маса и тоа се гледа на самите резултати. А се гледа како и Огнен и Дамјан ве гледаат со авторитет и со доверба кога вие зборувате. Огнен, Дамјан, дали вие како млади, надежни и момци кои што вложуваат навистина голем дел од своето секојдневие во спортот, во пливањето, ги чувствувате тие лоши услови и како се гледате во иднина? Имате ли нешто што ви е главна мотивација за да останете во спортот? Па главна мотивација за да останеме во спортот до некаде мислам дека и на поголем дел од децата кои што се занимаваат дојдат во странство. Тоа е најголема причина за тоа е условите. Бидејќи во една блиска Србија според мене условите се поприлично подобри и базените се многу поодржувани и самите услови во склоп на базенот со теретаните и со собите за опоравување на спортистите се многу поорганизирани и посредени во споредба со нашите, доколку ги има во некој спортски центар кај нас. Разликата во условите помеѓу нели кај нас и во странство државите се гледа најмногу преку резултатите. Не дека се подобри тренерите или нешто, него самите услови, самата околина во базенот што да тренираат или теретаната или самото посветување или многу повеќе се кај нив многу големи, да не кажам пропусти, но има многу поголема слобода во однос на училиштето, бидејќи се ослободувани и такви работи, доколку кај нас е малце поригорозно во однос на странство. Сега ве обесхрабрува ли тоа кога одите на надпревари каде што знаете за државите кои што се дел од надпреварувањата дека имаат далеко подобри услови од вашите, или сепак тука проработува малку и наетот со цел да докажете дека доаѓате од мала земја, земја која што немате доволни услови, но сепак да го представите името достоинствено. Дека се подеднакво добри колку и Па проработува и наетот и затоа се трудиме ние со повише тренинзи, со повише се со труд да пробаме да ги победиме, како да кажам, тие држави, за да свата дека колку и да немаш услови, колку и можеш да се бориш, можеш да стигнеш до некој ниво. Ја не морам да ве прашам, кој е најтешко од сите три? Вие сте спортист, професор, вие сте нели тренер во пливачкиот клуб Орион, меѓутоа со години не се откажувате од јавните дебати и подобрување практично тоа што го зборуваме цело време, подобрување на условите на пливачите. Кој е најтешко од овие работи? Па токму таа што кажавте, јавните дебати. Еве, после толку години дојдовме до едно ниво да сме слушнати, дојдовме до ниво да кажеме дека имаме партнер кој што ќе задоволи некои наши барања, наши побарувања, кои што години наназад ни следува, а не сме ги добивале. Така што верувам дека сега ќе биде многу полесно. Да, тоа е најтешко затоа што тоа е нешто сосема друго зашто ние нели нормално не сме се припремале за тоа. Друго е да станеш наутро, како што кажа Дамјан и Огнен, да станеш наутро, прв тренинг, втор тренинг, завршува денот. Ова е нешто што се минува во текот на денот. Точно што гледа упорноста од каде име на младите, да имате ваков тренер и ваков пример е доволно. И накратко да спомнеме само кои се следните предизвици за младите, кои се вашите следни надпреварувања во роковникот еве. Па имаме доста, да кажам, интензивно лето со доста надпревари. Огнен, како што кажа, заминува во недела на младинско европско првенство во Минхен, Германија. Дамјан на крајот од месецот настапува во Љубљана на Централно европско првенство. На крајот од месец август се надевам дека Огнен ќе биде дел од репрезентацијата што ќе настапи на медитеранските игри во Италија. И еве го веќе септември почнуваме, да кажам, нова сезона. И тоа е тоа. Годината е при крај. Многу успеси. Ви благодариме за издвоеното време и се надевам дека ќе се гледаме се почесто да ги споделуваме вашите успеси, па и дека сте таа генерација која што ќе менува на подобро.